вечерва за пръв път. Како да го чув екото на зборовите на големиот Анте, коментирајќи ја поезијата на едно од најголемите поетски имиња на 20 век, италијанецот Евгенио Montale. Колку си веројатен. Не е ништожен потврд да се живее. Трагично е што се живее само 15%. Особено тогаш кога над нас на овој свод на софрата има толку многу живот. Толку многу златна боја што не заградува и уште толку многу симула. Тука, одаде, во задгробието, горе и обратно, шуми сината далка, шумат ветриштата, надоаѓаат коските и паѓа времето како мал, темен епитаф врз нас. Тежи плочата врз нас, а ние врз друга. И подолу под неа друга. Мала вечност во темно злато. Задгробието е мисловна имека, но собствен епитаф по се чини на човекот сепак му е необходен. Зошто да си замене така, без трага, без глас? Зошто да не го дорече недореченото, да не го доискаже неискажаното? Стоиме простор пред судбината на вечниот довик на волката, пред свеченоста на величието да се биде сам, но да се биде вечен. Почитувани, добре дојдовте на честувањето на храмот на уметноста, на отварањето на новата Струмичка уметничка галерија. Идејата за еден ваков простор не е нова, но конечно е доживеа светлината на денот со поддршка на Општина Струмица и особена заложба на незиниот градоначалник господинот Коста Јарески. Се разбира тука и поддршката од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Замислата беше потикната од необходноста од постојање на еден ваков мултимедијален центар кој ќе ги синтезира сите лица на она што е убаво да се види, убаво да се чуе, убаво да се почувствува. Затоа што кога ќе размисли човек подобро, ликовната уметност и книжевноста се неразделно поврзани. Во генот на зборот е да формира слики, а во смислата на сликата е да се крие незиниот прародител, светлината и сенката на неизречениот збор. Се разбира, не смееме да оставиме помал простори за третиот есенцијален дел, тоа е музиката, а зошто би се компонирала музика, ако она што го соопштува нотата може да го соопшти зборот или сликата? Велат дека наспроти мракот стои сонцето, а наспроти животот музиката, во чии звуци вие ќе уживате на крајот од вечерашното отварање. Сега за почеток би го поканила господинот Маријан Минов, историчар на уметноста, кој ќе ве поздрави со неколку збори. Добра вечер на сите. Добре дојдовте на отварањето на новата Градска уметничка галерија. Еднаков грев е да го кудиш тоа што е за фалење и да го фалиш тоа што е за кудење. Платон. Уметноста, таа таинствена човечка активност, како феномен се појавува уште во најстарите човечки облици на здружување и од тогаш таа несомнено е верен придружник на човекот низ неговиот развој, обележувајќи ги разните епохи од човечката цивилизација. Струмичката современа ликовна уметност, несомнено, има долга традиција која со известни прекини трае едно столетие, а која несомнено е поставена врз темелите на византиското и средновековното сликарство во овој регион, а пред се на делата од роднокрајните струмички зографи Ѓорги Велјанов, Васил Ѓоргиев,
и Григорий Пецанов, од кој најистакнато место зазема зоографот Григорий Пецанов. Нивната ликовна активност и појава е поврзана со македонското природбенско движење во 19 век. Тежок и мачен период исполнет со бројни војни и крвопролевања. Овие зоографи не само што ги живописуваат црквите и сликали икони, туку истовремено помагаат во формирањето на македонската нација. Како потврда на тоа би го споменал портретот на поп Стојан, еден од организаторите и учесници во Разловечкото востание, а изработен од раката на Васил Ѓорѓиев, како и сигнатурата на Григорий Пецанов на икона изработена за црква во село Челопече, Софијско, Република Бугарија, а која гласи: изработено од раката на Григорий, иконописец, македонец од Струмица. Од друга страна, од зачуваните дела на овие зоографи може да се види дека одлично го владееле сликарскиот занает и по ликовен квалитет стојат рамо до рамо со најпознатите врни зоографи мајстори од Мала река. Вистинските почетоци на современата ликовна уметност на територијата на Струмица и Струмичко се случува во 40-тите години на 20 век и од тогаш до ден денес постои континуитет во струмичката ликовна сцена. Како пионери во современото сликарство во Струмица се сметаат Атанас Мучев и Василка Христова. Нивниот придонес е особено голем затоа што, иако Струмица во средновековниот период била една од најголемите црковни културни центри, а традицијата на фреско живопис и иконопис траела се до минатиот век на овие простори. Сепак, надвладувала фолклорната традиција и новите идеи овде доаѓале, за жал со мало задоцнување. Нивната големина, освен ликовна, се разбира е во нивното лично настојување да се оствари сликарско образование во една модерна традиција. Понатаму, струмичката ликовна сцена се развива низ годините што следат, со појава на бројни образовани ликовни уметници, од кои дел од нив со меѓународна слава и реноме, пројавувајќи се како репрезенти на македонското современо сликарство. Би било навистина штета доколку овде не се споменат меѓународната струмичка ликовна колонија, Друштвото на ликовни уметници Струмица, сликарските ателија во Стара Нама, неколкуте скулптури изработени од струмички автори поставени во градот, како и бројните изложби организирани во ликовните салони на Центарот за култура и Работничкиот универзитет. Затоа што сето тоа учествува во струмичката ликовна уметност и сцена, која за жал не е баш привлечна за немладата генерација. Денешното отварање на новата градска галерија представува особено важен момент за струмичката ликовна сцена и за сето тоа огромна благодарност до нашиот градоначалник по заминување, господин Коста Јаневски. Навистина благодарам за овој. Изложбата на која денес сме присутни е насловена 100 години струмичка ликовна уметност и представува заеднички кураторски проект со Никола Пијанманов, а на истата се застапени дела од неколку струмички ликовни уметници од различни периоди на сликарската традиција од овој регион и која, низ еден хронолошки преглед, се обидува да го представи развојот на струмичката ликовна сцена преку делата на Григорий Пецанов, доајените Мучев и Христова, нивните ученици, Гоцков, Момо, Бекјаров, па се до денешните најмлади ликовни уметници. Широкиот временски диапазон, ликовната квантитативност и квалитативност секако ја наметнаа потребата од тоа да се направи еден хронолошки преглед и критички осврт кон овдешните ликовни уметници и нивните дела. Зафат кој со себе донесе повеќе тешкоти и проблематики. Уништувањето на уметничките дела од природни непогоди, немањето точна датација, одбивањето со работа, оскудните податоци и информации, како и смртта на голем дел од уметниците, кои како да однесува од себе дел од тајната, сето тоа го отежнува критичкиот преглед и пристап,
но остава простор за понатамошно истражување на нови генерации ликовни критичари. Изложбата требаше да биде дополнета со промоција на истоимената монографија, но за жал, поради притисоци, уцени и саботажи, истата беше откажана. Но истата полека си го наоѓа својот пат и ќе допре до вистинскиот читател и љубител на ликовната уметност, од вистината не може и не смее да се бега. Живееме во време на технолошка револуција, но и време на отсутство на морални и естетски вредности, на тотална отуѓеност и дехуманизација. На тоа се спротивставува овој настан кој дава минатурна искра за обстанок, за вистински развој и континуитет на струмичката ликовна уметност. Во која насока ќе се продолжи и какви ќе бидат резултатите или последиците од сето тоа, оставаме да покаже времето и некој друг да посведочи за тоа. Нека ви е честито отварањето на новата градска галерија. Вечерот сме овде, затоа што треба да дадеме една поголема позитивна енергија на се она што се случува тука, а за сите оние други настани мислам дека и нема простори и имаше потреба да бидат споменати нешта. Продолжуваме понатака. Пред да си го поставам прашањето, дали во еден град, едно место, простор ограничен, може во континуитет да функционира ликовната уметност без прекини и отсечки? Морам да си го поставам прашањето. Зошто се твори? Зошто се прават слики, скулптури, цртежи, графики, се реализираат изложби и се посветува голем дел од животот во ателието, во галериите, бдејќи пред секоја црта, линија, дамка од боја, како дежурни чувари на естетскиот живот во едно место. А при тоа добар дел од тие творци се заборавени, скриени, потурнати на маргините од светот. Вреди ли да се посвети целиот живот на уметност, ако со неа не можеме да го промениме светот? Не само светот, не можеме да го промениме и најмалото место и окружување во кое сме родени и во кое постоиме. Луѓето околу нас? Не. Но вреди нешто друго. Поголемо и позначено од се. Нешто пред кое сите можат само да останат во тивко со зрцање. Самите уметници се промениле себе си, додека ги твореле своите дела и додека бделе во ателијата. Самите уметници станале големи луѓе, длабоки, суштински, карпа луѓе, темели на кои ќе се изгради невидливата зграда на цивилизацијата. Ја слушате ли тишината на оние кои не се види у нас? Не, тоа не е штама, не е мог, не е празнина. Слушнете колку е долга и болна таа тишина. Колку е полна со слики и сеќавања. Денес го славиме отварањето на новата градска галерија во центарот на градот Струмица, со надеж дека таа ќе стане вистински храм на уметноста. Храм затоа што како што во храмот постои правило на совршеност и непременливост во принципите на чистотата и убавината, така и во галеријата. Ние сме обврзани да го сочуваме естетскиот критериум на творечката искреност и перфекција. Тука, во овој простор, мора да владее апсолутна хармонија на визуелната творечка кристализација. Ова што вечерва можете да го видите овде се дела на наши родноукрајни автори и дела кои имаат оставено свој белег на Струмичката ликовна колонија. А кога сме веќе кај неа, би сакала да споделам дека во тек е и реализација на проект за реставрација на дела од Струмичката ликовна колонија, кои ќе бидат извадени од депото на Центарот за култура Антон Панов и ставени во својот нов дом. Депо создадено по деловатите стандарди овде во новата галерија. И ми се чини дека сега е вистинско време да го поканам да ги се обрати раководителот на Струмичката ликовна колонија, господинот Александар Филип. Почитуван градоначалник на општина Струмица, господин Остајанец. Почитувани љубители на ликовната уметност,
колеги и пријатели. Добродојдовте на отварањето на новата градска галерија во Струмица. Чест ми е и задоволство вечерва да говорам на еден ваков и би рекол величенствен настан, на кој нас уметниците многу ни значи. За прв пат во Струмица вечерва се отвара градска галерија, по која ние уметниците ќе имаме можност да ги презентираме нашите уметнички ликовни дела. Долго време се размислуваше со која изложба да се отвори градската галерија во Струмица. И во кој простор. На крај сите се согласивме тоа да биде изложба на струмички слики. За жал, голем број од уметниците кои нивните дела вечерва се изложени, може би физички не се присутни, но преку нивните дела, нивниот дух вечерва е со нас. И затоа често пати кажуваме дека уметноста е вечна. Со оваа изложба вечерва на сите нив и му даваме голема почит, бидејќи тоа беа уметници во вистинска смисла, кои цел свој живот го посветија на создавањето, творењето на уметност. Беа боемни луѓе кои се дружеа, разговараа, кои знаеа да седат и до раните утренски часови. Знаеа да се напрегуваат, да справаат, но тоа беше само дел од нивната голема желба, која има кон сликарството и добрата уметност. Атанас Мучев, првиот современ сликар во Струмица кој остави врвни дела. Стојан Пачов, струмичанец, но неговиот животен пат го однесе во Белград. Но никогаш не ја заборави Струмица и Македонија, туку му беше вечна инспирација во неговиот богат ликовен опус. Гигор Бекаров, кој има голема улога во развојот на современата керамика. Момо, струмичкиот Джексон Полок, кој остави голем број на слики и скулптури. Бранко Кончалиев, мајстор на акварелот. Стојчо Гоцков, препознатлив по неговиот реалистичен пристап на сликање. Димитар Филев, карактеристичен, експресивен и препознатлив по неговиот богат колорит. Ниче Василев, Васил Алачев, Маријан Пецев, Костадин Мустапетров, Александр Гелев и уште многу други ликовни уметници кои имаат голем придонес во развојот на современата ликовна уметност не само во Струмица, туку и во Македонија. Не можам, а да не ја спомнам меѓународната струмичка ликовна колонија, бидејќи сите овие наши уметници сликари кои ги спомнав, беа учесници многу пати на струмичката ликовна колонија. Не можам, а да не ги спомнам и основоположниците на струмичката ликовна колонија, Кочо Урдин и Љупчо Апостолов, кои во 1963 година ја основале колонијата. Бранко Пепич исто така има голема улога во развојот на колонијата. Сите овие луѓе ми оставија аманет да ја чувам и неговам ова богата традиција кој сите ние денес треба да се гордееме. 58 години постојање, повеќе од 2700 ликовни дела создадени од домашни и странски автори, преку 1500 ликовни уметници од цел свет кои се учествувале во колонијата. Можем да кажем дека сме најстарата и најафирмирана ликовна колонија не само во Македонија, туку и пошироко. Големо богатство е да си има дела од основоположниците на современото ликовно сликарство. Димитар Пантилов, Никола Мартиновски, Томо Владимирски,
Наумовски, Фриковски, Кондовски, Мазев, Куновски, Цана Емпулски, Александър Истински и още много други ликовни уметници, кои оставиле дел от своето сърце, своето творещо и овие дела. И денес живеят. Много сум среќен што ќе имаме соработка со новата градска галерија и со Центарот за култура Антон Панов Струмица, односно со секторот за ликовна галеrijска дејност. Овие денови ќе подпишеме меморандум за соработка помеѓу Центарот за култура Антон Панов и уметничкиот сектор, ликовниот сектор и со новата галерија за соработка, за размена на изложби. Голема благодарност за градоначалникот на општина Струмица, кој одобрија финансиски средства за да се конзервират и реставрират повеќе од 100 ликовни дела од македонски и странски автори постари од 50 години. По завршувањето на конзервацијата на овие дела, истите ќе бидат изложени во ова нова галерија. Кои любителите на ликовната уметност ќе имаат можност за прв пат да ги видат, бидејќи досега не се биле изложени. На крај сакам на сите луѓе кои учествуваа во овој проект да им честитам за овој прекрасен простор, кој ќе биде инспирација за сите видни уметници кои влегуваат во уметничкиот свет да ги презентираат своите ликовни дела. Ако животот е вечна борба во кој малите радости победуваат, а уметноста е голема амбиција, осаменост и жртва, за да им подари барем дел од светлината на луѓето, човекот или ќе умее да се отбрани од преголемите неправилности околу него, или ќе биде уништен. Благодарам. Свој збор вечерва ќе упати и еден од најстарите уметници на нашето струмичко поднебје, господинот Јорги Божинов Ваника. Го поканувам да се обрати. Сега фактички треба нешто да кажам. Па искрено да бидам, кога таков момент гледам, не скоро секој година, одамна и кога би се собере толку народ некој што размислува за уметноста, мислам дека да имаме нешто постигнато. Јас како сликар од Струмица, без Струмичка ликовна колонија, немаше да биде постојана, немаше да биде створена. Традицијата во Струмица што постои за ликовниот дел од човекот, мислам, по време на друго место никаде. Учествував на многу ликовни колонии, сликарски дела имам, може да најсмо там на секад. Секад Струмица останува Струмица. Овде е посебен дух на уметноста постои. Јас сум среќен што во тој дух пливам и ден денес. Од моја страна може да речам само дека Струмица остави голем лелек што се днесува за ликовна. А јас сум среќен што исто приемам во тие води од Струмица. И пожелувам се најдобро, добро да ја разгледате работава, мислам дека не грешим. На прав пат сме биле и пак ќе бидеме. Толку. Ви благодариме. Бидејќи рековме дека замислата на овој простор е да биде еден мултимедијален центар, во кој што буквално се она што е убаво ќе биде дел од него. А и бидејќи вечерва се е во знакот на роднокрајното, сакајќи накратко да ве пренесам во светот на пишаниот збор, одбрав две поеми од човекот кој е првата асоциација кога говориме за поезија во едни пошироки рамки, а текпа за Струмица и Струмичко, и е толку многу наш, Никола Баџиров.
никој не се сеќава. Видов плачања на погрешни гробови. Видов преградки во авион што паѓа и улици со отворени артерии. Видов вулкани што спијат подолго од коренот на семејното стебло. И едно дете кој не се плаши од дождот. Само мене никој не ме виде. Само мене никој не ме виде. И уште една која ми е мене омилена, сум сигурна дека повеќе мина од вас ја знаат. Сенките не одминуваат. Еден ден ќе се сретнеме како бродче од хартија и лубеница што се лади во реката. Немирот на светот ќе биде со нас. Со дланките ќе го помрачиме сонцето и со Венер ќе се доближуваме. Еден ден ветрот нема да го промени својот правец. Брезата ќе испрати лисија во нашите чевли пред прагот. Волците ќе тргнат по нашата невиност, а пеперутките ќе го остават својот прав врз нашите образи. Една старица секое утро ќе раскажува за нас во чекалната. А и ова што го кажуваме веќе кажано. Го чекаме ветрот како две знамења на граничен премин. Еден ден сите сенки ќе не одминат. И тука некаде при крајот го поканувам градоначалникот, се уште градоначалникот на општина Струмица, господинот Кокан Јаневски, да ја прогласи галеријава за официјално отворена. Повелете. На самиот старт, од отворањето на оваа галерија, колку многу емоции, чувства, колку многу жар, колку понекогаш кои знаат да ерутираат како вулкан, и всушност тоа е уметноста според мене. И така треба да биде. Тоа што учител на крав мој пријател Филип го кажа, се случуваше и во оние стари скалички над нама популарната, во која лично се качувал и во која лично сум се уверил во таа енергија која таму владее, и како што ти рече, честопати и расправи, спротиставени мислења, меѓутоа тоа искреира еден квалитет на кој денеска му се восхитуваме. Јас сакам пред се да изразам мојата огромна почит кон сите тие уметници кои што се вградија во оваа наша средина. Имав чест многу од нив лично да ги познавам. Мојот комшија тука Мучев, кој ги покажа делото на неговите родители, што кога бев многу мал, како ги го спомнав како еден од основоположниците на оваа посовремена уметност. Така да се чувствувам многу богат и многу горд за тоа што некои од нив ми беа и лични пријатели. Благодарам. И сега што е малку по-официјално. Почитувани љубители на ликовната уметност и на културните вредности воопшто, почитувани ликовни творци и културни работници, почитувани сограѓани, дами и гости. Една мудрост вели, најверојатно сликарството се родило во оној момент кога се појави првото примножено на него. Оваа мудрост алудира на поврзаноста на боите од миножитото со боите со кои се создава едно уметничко дело. Но, од друга страна, постои таква мудрост која гласи: не се слика со бои, туку со чувства
и со емоции. Ако сме веќе кај емоциите, искрено се надевам дека вечерва меѓусебно споделуваме позитивни емоции. Чувства на среќа и задоволство од овој свечен чин со кој ги даруваме ликовните творци и љубителите на ликовната уметност, како и сите поклоници на креативните содржини од нашиот град со оваа ликовна галерија, дар од општина Струмица и Министерството за култура. Интересно е тоа што годинава се навршуваат точно 45 години од еден документ, од едно барање архивирано во општина Струмица, од таа веќе далечна 1976 година, преку кое тогашниот ДЛУС или Друштво на ликовни уметници на Струмица, начело со председателот Григор Бекјаров, бараат од собранието на општина Струмица за нивни потреби да им бидат отстапени просториите под покровните простори од тогашната стара нама. Собранието позитивно одговорило на тоа барање, па струмичките ликовни творци добија свое капче во кој твореа, се дружеа, се договараа за своите активности и заеднички ги сонуваа своите соништа, не плашејќи се од крцкањето на старите и дотраени дрвени скалила кои водеа до таа магично царство на уметноста. Таму беа ателијата на сликарите Бранко Кончелиев, Момчило Петровски, Стојан Стојанов, Стојчо Гоцков, Александар Гелев, Димитар Филев, Ѓорги Божинов Паника, кој го поздравувам пред малку го видовме, и останатите кои со голема љубов и жар ги создаваа своите дела. И еве сега, по цели 4,5 децении, општина Струмица прави еден исчекор за доброто на струмичките ликовни творци од градот и општината, но и за оние кои се љубители на нивното творештво, не само од Струмица, туку и за сите добронамерници од земјава и од странство. Тоа е само уште еден плюс покрај децениското постоење на уметничката галерија, односно секторот за ликовно-галериска дејност при Антон Иванов Центарот за култура, кој покрај другото цели 58 години ја организира меѓународната струмичка ликовна колонија, најстарата ликовна колонија во Македонија и една од најстарите на Балкан. Случајот сакаше Центарот за култура и новата уметничка галерија од денес да се гледаат очи во очи, па се надевам дека од таа близина ќе се изроди љубов на прв поглед. Љубов што би траела вечно. А кај што има љубов, таму има мноштво убави. Како резултат на тоа, очекувам, покрај делата на струмичките ликовни творци, свое место да најдат и делата од богатата ризница на меѓународната струмичка ликовна колонија, да се создадат услови за реставрација на вистинските ремек дела од таа ризница и нивно ставање на показ на струмичката и македонската и меѓународната јавност. Покрај тоа, оваа уметничка галерија отвара многу можности и за разни други изложби, работилници, предавања, промоции и други ликовни и културни содржини, како и од локален, регионален, така и од национален и меѓународен карактер. Со тоа, богатата културна лепеза на нашиот град ќе ја зацврсти Струмица уште повеќе на мапата на најголемите македонски културни центри. Овој град има повеќе епитети. Еден од нив е и град на ликовната уметност. Таков бил, таков е, а сега сум сигурен дека таков и ќе остане. И за крај, без намера да звучам патетично, сакам со вас да го споделам чувството дека за оваа уметничка галерија сум и емотивно приврзан, не само поради незиното значење за струмичката култура и уметност, туку и како последен реализиран проект во мојот градоначалнички мандат.
Бидете сигурни дека со многу љубов ќе поминувам одовде и со задоволство ќе ги посетувам изложбите и сите останати културни збиднувања што ќе се случуваат овде. Нека ни е среќна и вековита новата уметничка галерија, нека раѓа вистински и трајни уметнички вредности. Ви благодарам. Господин Јанески, навистина немаше побав начин да го завршите својот мандат од овој. А јас ќе завршам така како што почнав. Искрено ви посакувам да овде ги најдете нештата со кои ги се пофалите со многу повеќе од оние 5% живеачка. Оти, ќе биде ова простор на мирис на високи темјан, на многу стоења и на многу движења. И може би најточно, на многу почетоци и без крај. Ќе биде простор на вистини и драми, на црно и на бело, на девојче и баба, вечери на јутро, жолто и како би ја крстиле бојата што не е жолто. Ќе биде ова свет на спротивности во кој ниедна софистика не може да открие патека за да се доближи. Без орнаменти, без украси. Огледало на нашите животи. Вистина која нема да биде ниту редуцирана, ниту хипертрофирана. Ќе стои се така во една лажна статистика, а со моќ на стрална експлозија. Искрено посакувам овој храм на уметноста да биде место кое секогаш кога животот ќе ви ја скрши душата, го посетите, а тој ќе ве подсети дека ја имате. Почитувани, ви благодарам за присуството и сега да поканувам да уживате во приказните околу вас, а за доживувањето да биде комплетно ќе се погрижат ученици од основното музичко училиште Пораџони од Струмица, Ончев Стефан на пијано, Димова Матеја на виолина и Цветанова Александра на гитара. Уживајте и до следниот пат.